Во апостолот на венчавањето чувме дека се говореше дека оваа света тајна, мажот и жената стануваат една плод. Често пати мнозина кога ќе го чујат светот апостол, ќе го чујат Божјиот збор, каде што се вели дека жената треба да се покорува на својот маж, негодуваат и велат зошто е тоа така, за жената е обесправена. Меѓутоа, ако внимателно го слушавме Божјото слово, чувме дека нели со оваа света тајна мажот и жената стануваат една плод, тоа стануваат едно тело. Се вели дека мажот е глава, дека жената е телото. Како може телото да прави нешто што е спротивно, но на нели што го исли главата? Значи, мажот и жената станувајќи едно тело, стануваат едно битие, го има љубов, буквално дека не станува збор за предност, него за неискрена љубов која што надминува се. Меѓутоа, убав ден нашите младенци избра, ден посветен на слепородениот, па така и сите ние погребовени имаме духовно светило и не можеме да проникнеме во суштината на оваа света тајна и да го разбереме она што преку неја ни се порачува. Погребовениот човек кој е далеко од Господа Бога ништо не може да види, нито може да разбере, нито може да чуе. Па така во светото Евангелие денеска кое што го прочитавме, каде што се говореше за еден слепороден, сите сме сведоци дека живејќи во овој динамичен живот, исполнет со искушение и огревовен, често пати ќе видиме како некој човек, да речеме, се раѓа слеп или се раѓа со некоја телесна аномалија и веднаш осудуваме и велиме сигурно сгрешиле своите родители или пак сгрешил самиот тој, како што беше случајот и во денешното Свето Евангелие. Меѓутоа некогаш таквите луѓе Бог ги дава за преку нив да се објави Божјата правда и Божјата милост. Сите ние, живејќи во динамичниот живот и трудејќи се да што хубаво се нахраниме, што хубаво се облечеме, приличиме на овој слеп човек. И што е многу жалосно, не е за наша осуда, него е вистина, има многу слепи и ако слепиот води слеп, се знае дека нема да заврши на добро, но ќе чекори еден пат кој што нема ниту почеток, нема ниту крај. Затоа е убаво да имаме неизмерна љубов, да се почитуваме едни со други, да се радуваме едни со други, да се простуваме, да се помагаме и да излеземе од духовното слепило во кое што се наоѓаме. Гревот кој што и декако многу владее во светот и порочноста, која е последица на гревовите, наместо да се срамиме од неја, ние со неја често пати се гордееме. Па така неморалот кој што го вршиме, го кажуваме меѓу другите, очекувајќи да тоа со радост и со оправдување го прифатат, нажалост и така се случува. На работните места, дружејќи се и во домовите, многу малку говориме за Господа Бога и за она што е полезно за нас луѓето. Често пати говориме недолични работи, барајќи да останатите ги прифатат и со сето тоа си бараме оправдување за сето она што го вршиме. Но да се трудиме да сето тоа го отфрлиме и да воскликнеме како слепородениот кога Бог ги отворил неговите очи и да го прославуваме Господа Бога во сите денови од нашиот живот. Амин. Нека на младенците ме честит бракот, долговечен, да се почитуваат еден со друг, да ги почитуваат и нивните родители кои што ги одгледале за денеска да застанат во овој дом Божи и да побараат од Бога благослов, зашто како што и самите знаате и Бог вели, родителските молитви го завекува домот, беше да добија длабока старост, благослов
не да го